Во моментот треба да стигнат лица кои што се од Обединените Арапски Емирати, исто така и од Европа пристигнуваат. Во вторник не пристигнува околу 297 лица од северниот дел на Италија кои што се со зголемен ризик, и овие лица треба да останат 3 недели во изолација за разлика од претходните кои што беа 14 дена. Меѓутоа Комисијата за здравство со оглед на регионот од кој што доаѓаат овие лица, северниот дел на Италија со висок степен на ризик, одлучи истите да бидат во државен карантин во трајање од 3 недели. Причините се од најразличен вид. И знаете како, кога ќе биде фатен граѓанин во прекршување на оваа мерка, секогаш има некој изговор. Дека се брза, дека не бил информиран, дека го сгрешил денот, дека имал неопходност да излезе. Меѓутоа, нашите граѓани се многу креативни во изнаоѓање на изговори за прекршување на мерката. Меѓутоа, полициските служби веднаш проверуваат на лице место дали граѓанинот навистина има потреба да оди во здравствена установа или дека навистина има друга неопходност, дали се најавил на 192 во случај да има закажано одреден термин за реализација на одредена активност, и доколку се утврди спротивното, против него се поднесува соодветен поднесок до јавното обвинителство.